секој ден. Не баре во филмовите, мислам на Кум 1, Кум 2, Кум 3, Дијамет 1, Дијамет 2, Дијамет 3, како да не сме пред избори. Зошто почнувам на овој начин? Зашто веројатно знаете дека датумот што го чекаме, не знам веќе од кога, иако мислам неколку пати како да сме влегле, а не само да сме ги почнале преговорите, е врзан за нешто што се вика владење на правото. Со него почнува преговорот, со него почнува меѓувладината организација, со поглавјата 23 и 24 и со нив завршуваме. Тука има едно чудо важни работи. Право, правда, демократски институции, судство, борба со корупција, борба со криминал, борба со кршење на правото при јавните набавки. Треба ли да набројувам што слушаме веќе, аз не знам, неколку години, буквално секој ден. Ништо не е во поткрепа на владењето на правото, а ние се фалиме дека напролет, па сега на лето, па сега на есен, само што не сме ги почнале преговорите. Ама во сите истражувања, или сме долу, како хибридна држава, или сме слаба држава со слаби институции. Не треба да се поединци силни. Не. Треба да се институциите стабилни, парламентот, владата, председателот, особено судството, за да може да не мислите вие и јас која власт ќе дојде на власт, зашто државата ќе се функционира сама од себе, ако се правите луѓе на право место. Треба ли да ве потсетам дека господинот што сега е растрчан по Македонија во потрага по доверба, едно време велеше дека не го признава судот. Па јас се смеев, се сетив на Втората светска војна и на Ѓорги Димитров, кога во Германија велеше дека не го признава нацистичкиот суд. Ама судиите не се сменија во нашава држава. Меѓутоа, потоа тој рече дека расцветало судството, толку многу расцвета, што една социјалдемократска слана го попари ненадејно, па од она што требаше да биде ангелски водич во судските реформи, јавното обвинителство, специјалното, се излезе специјално. Ништо не остана од него, како што знаете. Бидејќи и самите беа длабоко инволвирани во корупцијата и криминалот. Толку инволвирани што создадоа една мукина мрежа, која не беше само судска, не беше само обвинителска, стана дури и медиумска. И да бидеме искрени, никој нема да поверува, иако господинот Бојан Јовановски е очигледно интелигентен човек, дека тој го смисли сето ова. И замислете така, заради харизмата, оди од град во град, носи со себе документ со печат од поддршка владина и друга и вели дека ќе гради пензионерски домови и трчаат луѓето опчинети од неговото знаење и аргументација и му даваат кои 700.000 евра, кои 500.000 евра и сега одеднаш тие
кои се построија пред него во нашата филхармонија, не баре Бокаса качен тамо на бината, сите се поздравуваа и сите се чудиме од каде ваква посветеност, доверба кон Господинов. Јасно е. Јасно е. Бидејќи уште зимата ги слушавме ние изјавите од типот дека никој не е недопирлив. Предпоставувам, знаете, дека уште во април, значи за време на изборите, и во мај, значи за време на изборите, целата афера била позната. Но таква тајновитост се уште не сме виделе. Јасно ви е сега зошто. Ама ние професорите, кога сме лоши, велиме дека кога еден режим е на заминување, кога еден режим е во распаѓање, во пропаѓање, најстрашен е. Тоа го гледате или го гледаме деновиве. Ни повисениот глас, ни аргументите не помагаат. Тргнало нешто назад. И последното што го видовме е нешто што не знам дали ден јас почнав да викам Дон Дончев, па Дон Заев, па Дон Филипче. Мислам дека кон тоа одат работите. Со таква држава не се оди во преговори. Со таква држава, држете ме за збор, ЕУ нема да одреди датум. Нема да почне да разговара за кластерот, бидејќи однапред се знае што може да се очекува. Само продлабочување. Затоа мислам дека е крајно време, ако